Прво послание на апостол Петар, 4 глава. Бидејќи пак Христос пострада со телото за нас, тогаш вооружете се вие со истата мисла, зашто кој ќе пострада со телото, тој прекинал со гревот. Та преостанатото време на животот во телото да не го проживее веќе со човечки похоти, туку според волјата Божја. Зашто доволно е што минатото време на животот го поминавте во вршење волја на незнабожците, живејќи во нечистотија, во похоти, во пијанство, во прејадување, во препивање и во нечестиво идолопоклонство. Затоа тие и се чудат што не се дружите со нив во тој ист неуреден живот и хулат на вас. Но тие ќе одговараат пред оној кој е готов да им суди на живите и на мртвите. Зашто и на мртвите им беше проповедано Евангелието да примат суд како луѓе по тело, а да живеат со духот по Бога. Но близу е крајот на се, па бидете мудри и бодри во молитвите, а пред се имајте постојано љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. Бидете гостољубиви еден спрема друг без негодување. Служете си еден на друг, секој со дарбата што е примил, како добри управители на разнообразната Божја благодат. Ако некој говори, нека знае дека зборува Божји зборови. Ако некој служи, нека служи според силата која Бог ја дава. Та во се да се прослави Бог преку Исус Христос, чија слава и владење се вечни. Амин. Возлюбени, не чудете се на огненото искушение, што ви се праќа за да ви испита, како ништо необично да ви се случува. Напротив, ако учествувате во страдањата Христови, тогаш радувајте се, та кога ќе се јави Неговата слава да се зарадувате и развеселите. А ако ве укоруваат поради името Христово, блажени сте, зашто Духот на славата, Духот Божи почива на вас. Тие значи на него хулат, а вие го прославувате. Никој пак од вас да не страда како убиец, или крадец, или злосторник, ниту како оној што се меша во туѓи работи. Но ако страда како христијанин, да не се срамува, туку да го прославува Бога за такво учество. Зашто време е да почне судот од Божиот дом. Ако почне најнапред од нас, тогаш каков ли ќе им биде крајот на оние кои не му се покоруваат на Божиот Евангелие? И кога праведникот одвај се спасува, тогаш што ќе стане од безбожниците и грешниците? И така, оние што страдаат според волјата на Бога, нека му ги предадат нему како на верен создател душите своји, правејќи добро.